Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добро дојдовте во новата епизода на Спорткаст со Стефана Слободен печат. Ова е 11-та епизода, денеска со мене во студиото е Александар Евтимов, еден од творците на олимпискиот успех со тренер на нашата таеквондистка Милјана Релич. Александар, добро утро и добро дојде во студиото на Слободен печат. Добро утро и благодарам многу за поканата. Да, таеквондото од претходниот веројатно олимписки циклус, со тој успех на Дејан Ѓоргиевски некако стана и малце попознат спорт за македонската јавност. Ете лето го имавме и тој успех со Милјана Релич кога ја победи, ако не се лажам, светската шампионка, европска шампионка, што и уште не беше. И двократна олимписка шампионка. Да. Го направи еден голем успех, малце ја делеше до медал да донесе за Македонија. За тоа ќе збориме малце потоа. Прво, фала ти што ја прифати поканата, се трудиме малце овие индивидуални спортови да ги доближиме до нашата јавност и да некако да свати македонската јавност дека не е се во ракометот, кошарката и фудбалот во оваа држава, дека има и нешто и во индивидуалниот спорт и дека со мали средства може да се направи голем успех. Па да, така е, мислам сега чест на тимските спортови, јас сум голем фанатик и на фудбалот пред се и на ракометот и како дете сум го гледал и тоа се, меѓутоа за мала земја, како Македонија, станете мали земји, значи индивидуалните спортови можат многу да донесат на меѓународен план, затоа што не ви требаат вас 11 играчи во топ светска форма, ви треба еден или двајца надпреварувачи. Второ е тоа што ние Балканот сме борбена нација и реално во боречките вештини и сите резултати на олимписки плани се од боречките вештини. Тоа навистина треба да се искористи и друга работа е што сепак сме мала земја, сите се познаваме меѓу себе и лесно можеме да се види кој е некој талент и напред да прогредира ово. Ете, најчист пример и најсвеж пример е Косово како една мала држава која што на последната олимпијада во индивидуалните спортови имаше и доста медали освоено, значи се вложува и таму треба да се насочиме ние како држава за да успееме и да донесеме златен медал во некој индивидуален спорт. Не чини многу, а многу ќе се добива. Значи тоа е еден апел до државните институции, до фирмите да се што повеќе средства да вложуваат во индивидуалниот спорт за да го има вниманието кај младите. Александар, ајде да почнеме со твоето детство. Од каде љубовта кон таеквондото и кон боречките вештини на некој начин? Или немало љубов кон боречките вештини? Па не, добро, са нормално кога деца сме гледале филмови, тоа имало љубов кон боречки вештини. Јас бев мал, 8 години, веќе 94-та година, каде што најстарата сестра ме праша тогаш на кој спорт сакаш да те запишем, бидејќи не тера нели да учиме, меѓутоа и спортски активни да бидеме, и тогаш изборот беше во тоа време карате или кошарка. Теквондо не знаевме што, иако мојата населба имаше теквондо, и јас одбрав ајде као карате. Може би да ме прашале фудбал, каде си израснал, која населба? Во Маџари. Во Маџари. Да, може би да ме прашале за фудбал, може би ќе сум отишол и на фудбал, меѓутоа реков карате. И отидов, ја не знаев дека тоа теквондо нормално, сестра ми гледам дека е теквондо се, и одма после првиот месец веќе можев и шпага да правам и судари и тоа се да ги совладувам и бев така насочен јас од моите, кога ќе се почне некоја работа да се заврши да бидеш најдобар. И ми викале кога ќе одиш на тренинг, гледај максимално да го направиш тренингот најдобар, да бидеш како и на училиште, кај што многу се постигнал во тој план, така и во спортот. И така од 94-та почнав, се надпреварував активно некаде до 2003-2004 година до средна школа, потоа кога запишав факултет, фармацевски. Тоа беше љубов кон прв поглед кон таеквондото? Апсолутно, затоа што освен тие тренинзи што ги имавме ние 3 пати неделно, и останатите денови си вежбав сам, во дворот си ставив некоја вреќа или така нешто, потоа кондиционо сам се спремав на кеј, трчав или на водно. Тогаш веќе беше, не знам, 2000-2001 година, на кеј немаше жив човек од
мостот Ново Лисиче, дека почнеш да трчаш до Ѓорчи и назад, се на се 5 луѓе ќе видиш. Воопшто не беше развиен тогаш скиот, ниту по джогингот беше модерен спорт или ништо. Буквално сам трчав, немаше никој места не можеше ни да прираш некои препреки да прерипаш да поминеш. И така да сакав да се вложам, меѓутоа тогаш беа малце подруги работите во спортот. Самиот спорт беше на меѓународен план, беше немаше електронски оклопи, електронски кациги, туку едноставно судиите од страна валидира поени и тоа беше многу субјективно, посебно за мала земја, кај што ќе помнеш. Второ, немавме ние финансии да одиме често на надпревари. Тоа идевме од сопствени средства, родителите што ќе ни дадаа на 3 надпревари тука некаде на Балканот. Ако не одиш често на надпревари, не можеш да се развиваш. Исто така и со семинари еднаш годишно или така нешто, така да. По колку тренинзи било на почетокот, по колку тренинзи неделно сте имале? 3 пати неделно тогаш сме имале, да. Па потоа некаде кога се запишав на факултет, бидејќи беше навистина тежок факултетот, фармацевски факултет, и првите 2-3 години се посветив многу на учењето, на студиите, за и таму да бидам најдобар. И некаде веќе 4-та година се навратив повторно кон спортот да почнам да се надпреварувам, меѓутоа тогаш мојот тренер Ацо Анастасов ми вели: "Ајде земи ги помош децата помали, помошник тренер да бидам за овие зони." Си реков: "Па што да не, јас да не отворам клуб." И од 2008 година го отворив клубот Тигри на Нунски Борче во Маđари и од тогаш непрекинато функционира до сега. За време на ковидот ние се продолживме во природа, вежеме лицо, до сега непрекинато функционира. Значи, слободно можам да кажам дека ти си пример дека и образованието и спортот може да одат во една иста реченица, дека не може едното и другото да патат поради другото. Па имало периоди кога, на пример, не сум отишол на тренинг и тогаш веќе во 10 саат навечер мене ми се приспива. Спијам по 8 сати. Ако ќе отидам на тренинг, јас до 12 до 12:30 не можам да заспијам, имам концентрација за учење. После тоа спијам 5,5 сати или 5 сати и стануваш наспан, полн со енергија. И реално едното го надополнува другото. Например, спортот ми дава физичка енергија за да можам да да учам и и со работата, потоа и со школувањето, со сите тие работи да можам безпрекратно да ги функционирам, а па школувањето па ми дава можност, односно тоа и за сите спортисти, да имаш голема концентрација и фокус и за борбата. И сега, например, и за моите надпреварувачи, јас ги терам и цело време да читаат и некои книги, за да задржат фокус саат време, 2, за да можат и у борбата да го задржат тој фокус, така да едното со другото се надополно. А да бидеш успешен надпреварувач и треба да бидеш нормално и интелигентен, затоа што сепак и теквондо интелигентен спорт и било кој спорт си бара интелигенција. Александар, се сеќаваш ли на твојата прва борба во теквондо? Па, тоа беше, мислам, после 2-3 месеци вежбање. Ние често одевме тука во Кюстендил во Бугарија, со бугарите се надпреварувавме, се јадевме и они доаѓаат тука кај нас. И така, баш на првата борба не се сеќавам, многу сум бил мал, меѓутоа дека цело време со нив се надпреварувавме, се боревме, тоа се сеќавам. Имаше доста клубови во Македонија, таеквондо клубови во тоа време? Ако направиме сега некоја споредба со ова време сега? Па во тоа време имаше 3-4 тренери, отприлика некаде 6-7 низ цело држава. Во Скопје, да. Да, така значи се организирале младенски државни првенства или се? Претежно сме одели на меѓународни надпревари, да, или кога ќе се правило тука некој турнир, доаѓале од надвор луѓе, меѓутоа ви кажувам да се цена се ние сме имале 3 турнира во текот на годината. Македонија секогаш била склона кон веројатно кон боричките вештини, поготово кај каратето, кога збориме, сите деца веројатно, не сите, али повеќето деца тренирале карате. Каратето и таеквондото се поврзани или сите тие борички вештини, што се носи кимоно бело, каде што се носи, значи се пред се дисциплини и се научени на смиреност, неагресивност и така, и има извонредна вештина и техника. За разлика од останатите борички вештини во кафес или нешто каде што се иде повеќе на сила. Дека имате и вие во каратето, тоа го викаат кати, ке нас ги викаат форми, каде се учи техника, дишење и развој на духот и сето така да. Таа има
доста сличност. Меѓутоа, во поглед на борбите, сега јас не сум до толку запознат, бејќи карате имаат исто така неколку стилови, федерации, таму теквондо е само една. Меѓутоа, во поглед на борбите, во теквондото е фул контактен спорт. Ако не удиш доволно силно во клопот, нема поени. И над одредена категорија треба уште поголема силина. Додека во останати вештини или стилови во каратето, само една тач. Ако го удриш посилно противникот, па добиваш казнен. Второ, таму ја прекинуваат борбата, после секој поен. Во теквондото не. На еден напад можеш и 5-6 поени да земеш, и 10 поени, и борбата прекинува кога или едно ќе излезе од аут, или ќе падне дол, или некоја недозволена ситуација која ќе има, тогаш ќе прекине. Така да теквондото е многу подинамично од каратето, многу подинамично и многу поубаво за око за гледање, има и доста удари кои што теквондото е број 1 боречка вештина за ножни техники. Нема подобро. Не го кажам тоа субјективно и објективно, тоа можат сите да го видат. Така да најдобра боречка вештина за ножна техника и на вистина некои удари се на вистина многу тешки, треба многу вежбање да се усовршат. Јас не сум многу ук за таеквондото. Како се вика сега? Кацига? Да, Кацига? да. И оклоп. И оклоп. Оклоп, да. Да, значи со еден удар во оклопа тоа е еден поен. Во принцип често ги Како се менува будува? правилата на теквондото, примерот. Моје време дека сум тренирал до сега и рече се, можам да речам скоро тоа некаде различен спорт. Бидејќи со воведувањето на електрониката, електронски оклопи, кај што и на преводачите носат електронски кациги, и се бодуваат автоматски поените. Веќе со диското влијание е сведено на минимум. Меѓутоа тоа донесе да се направат и некои техники кои што претходно во теквондото не се користат толку во борба. Например, сега веќе повеќе до израз доаѓаат високи надпреварувачи кои што имаат долга нога и реално може цело време само со предната нога да стопираат. За разлика од пред 20 години, каде што предна нога да удриш, судиите не ти даваат поен. Мораше да имаш со задна нога силен удар, да разори оклоп, па тек тогаш ќе беше поен. И сега сета таа технологија направи да се смени малце принципот на борба за теквондото. Реално за некои многу подобро на old school теквондо, што е поатрактивно, меѓутоа за некои па велат дека по ова теквондо што сега се тренира, па например е многу померодавно за разлика например од судиски грешки, каде што реално преводачите може да дојде до израз и токму поради тоа е влезено теквондото за Олимпијадата. Да. Заради тоа слушам дека и каратето само дозволило во Токио да биде на Олимпијадата, а поради недоволни правила за бодување или поради субјективни правила веќе не понатака не му дозволуваат нејасни правила за бодување да учествува. Меѓутоа тоа ќе оставам повеќе каратисти да кажат тоа само мои информации зашто не. Меѓутоа теквондото си бара олимпизмот го тера да направи едноставно еволуција и за да се прати таму каде што треба да стигне. Борба на Олимпијада е во 3 рунди. Сите надпревари се во 3 рунди, меѓутоа тоа е во 2 добиени. Например, доколку после тоа го сменија правилото пред години и пред 2 години, што за мене е извонредно добро правило. Затоа што претходно секако беа 3 рунди, па се на првата рунда се случуваше некој со подолга нога да земе 3 поени у глава, 6 поени у глава, 6-0, после го брка следни 3 рунди, он само со ногата те стопираш. Значи удар во глава се бодува како 3 поени, да. И само ќе те стопираш. Да. А сега од пред 2 години кога го сменија правилото на рунда добиена. Тоа значи дека на пример на почетокот од првата рунда доколку противникот на среќа ти земал 2-3 поени или се случува тоа, ти само ќе изгубиш првата рунда и 1-0. Меѓутоа ако си подобар, следните 2 рунди го победуваш. И реално според мене ова е најдобро бодување на рунди, затоа што остава простор да излезе квалитетот на виделина. Така да и затоа на 2 добиени може да биде 2-0 или доколку 1-1, тогаш се оди на таа трета рунда. Сега ќе се навратиме малце на твојот клуб кој што си го основал во 2008, за да дојдеме до сега до оваа Олимпијада која што помена во Париз. 2008 влегуваш во тренерските води, основаш клуб во Маđари. Имаш ли заинтересираност кај децата тогаш? Јас тогаш бев релативно млад, 22 години. И така, иако претходно додека сум тренирал, тренерот мој давал да водам некоја група, некои тренинзи, така да сум имал искуство во водење на тренинзи. Меѓутоа, претходно имаше ние таму вежбавме, дека вежбав од 94 до 2001. Па во тие 7 години во Маđари немаше теквондо, имаше 20 тренери кои што отворија клуб, па затворија и така. Па едноставно да не речем
немаше некој добар глас за да дека ќе успее клубот. И кога почнавме тогаш 2008 година, имаше 5 надпреварувачи, од кои мислам 5 члена, од кои двајца мои другари ги викнав само за да ми помогнат и 3 мали дечиња, од кои едната е веќе сега моментално ми е помошник тренер, тогаш почна Ивона Давидкова и така првата година имавме само 5 дечиња. 5 двајни за членарина немав, ни за кирија да платам. И си реков, ајде во ред, барем јас си вежбам за мене и така, ајде ќе почнеме втората година веќе некои со флаери, со промоции, почна 2009-2010 и веќе вистинскиот бум дојде 2016 година, каде што веќе после 7-8 години тренирање, децата направија доволно квалитет да може да освојуваат и меѓународни надпревари. Па тогаш веќе Значи обстанале во таеквондото децата кои што започнале. Они си започна и се остануваат. И од една страна па тоа е добро, кога имаш малку деца во клубот, па можеш да се посветиш и да направиш добри резултати. Додека имаш например 50 деца, сам си тренер, ти не можеш на сите подеднакво да обрнеш внимание на 50 деца. И тогаш може да падне квалитет. И затоа од овие деца направи добри надпреварувачи. Некаде 2016 на надпревар во Брисел освоивме златен медал и 2 бронзени медали. И после тоа веќе клубот се наполни до 70 деца, па ангажирав и помошник тренер и сето тоа, па ги направив и во 2 термини, од 6,5 до 7,5 малите, од 7,5 до 9. Поголемите, повозрастните за се направи за квалитет според појаси и тоа се. Меѓутоа некаде веќе за време на ковидот, на короната, каде што тогаш беше навистина лош период општо за сите, нели? Да. И по речиси години и пол, 2 години не тренирање, па ќе влеземе 2 недели, па не можеме да влеземе во сала, па повторно ќе блокираат, па надвор вежбаме, па не можеш повеќе од петорица. Па имаш ситуација, не можеш повеќе од двајца да тренираш надвор во природа. Ние со Мила Рели 7 месеци вежбаме во хиподром на бетон. Па доаѓаше полиција, па не можеш повеќе од 5 деца. Па се делевме на 2 терени за да тренираме, буквално можеш. И тогаш веќе голем дел од децата тие се откажа. Па после тоа кога се навратив, Мила само цело време доаѓаше тие 7 месеци. Првиот тренинг го работевме у 5 саат бале. Бидејќи веќе февруар 2020 година во Шведска освои бронза медал на Европски президент куп. Да се вратиме, Мила од кога почнува со кај тебе во клуб? Мила дојде 2016 кај мене во клуб, претходно 7 години вежбаше во друг клуб во седната населба, па 9 месеци не тренираше, бидејќи не одеше таму по надпревари и не тренираше, сакала да се запише на ракомет. И меѓутоа многу деца од таа населба дојдоа кај мене во клубот поради резултатите и така Мила дојде, иако не запознавам од 7 години, по надпревари сум гледал со незините родители, се знаеме се одвојувала од самиот старт. По надпревари не сум ја гледал до тогаш, бидејќи учествувала само на 1-2 домашни турнири, не одела надвор на меѓународни надпревари. Меѓутоа тогаш кога дојде во клуб, добра пророчка Ања Пејич ке мене што тренираше, беше незина другарка, ја повика и доаѓа Мила, доаѓа таму, висока, долга нога, и викам, Мања, кој е ова? Викам, Мила тренеру, она веќе извише на 13-14 години и тогаш веќе се виде дека она има талент за спортот, самото движење. Која работевме на оние што се скали, ладар, препреки, каде што се загреваат децата, се тогаш од 70 деца, например некој кога утне едната препрека, продолжа понатака. А Мила, ако утне, се враќа назад. Од почеток да направи перфектно вежбата. Јас тука веќе гледав талентот, дека она, кога нешто ќе се фокусираш у детал, перфектно да го направиш, тогаш и понатака и резултатот ќе биде перфектен ќе биде. И она веќе тогаш беше 2016-17 почнавме да носе надпревари, се издвојуваше другите деца. Ние одеме на меѓународни надпревари со 10-15 деца. Она ќе освоеше златен медал со 3-4 победи, со по 12-20 разлика, буквално ги уништуваше противничките. А сите други деца кои што вежбавме заедно, ќе поминаа коло 2, некој ќе освоеше медал, некој 5-6 деца што прво коло ќе ја изгубе, зашто меѓународните надпревари е навистина страшна конкуренција. И уште тогаш Мила се гледаше дека има талент, меѓутоа и фалеше само доверба дека може да успее. Се случуваше на надпревари кај што ќе отиде и ќе помисли дека противничката е подобра од нејзе, па тука ќе беше психички поистоштен или ќе се вака беше храбра, ама немаше доволно сигурност дека може да победи, посебно ако се погоди со нека противничка на рамно ниво со нејзе. Меѓутоа тоа сето тоа го победивме, затоа што видов јас, оке, има талент, храбра е, лесно се движи, сака да тренира, неверојатно е фокусирана, нема само доверба.
Океј, за професионален спортист мора да фали нешто, да има нешто. Тука сме ние тренерите, што тоа што фали ки спортистот треба да го дадем. Инаку доколку ги има сите квалитети, тогаш и ние тренерите не сме потребни, сама ќе бидеме олимписки медал, што тоа не се случило до сега. И така, океј, самодоборба, најлесно е тоа. Што треба? Редовно надпревари, на спаринг, кампови, со најдобрите на тренинг, да види дека може да се сонезе. Со мотивациони книги, дека може да постигне, дека луѓето постигнале со цело време такви некои мотивациони пораки, дека може да се татко и тука исто така беше огромна поддршка за неизиното, иначе помина таа самодобор, сега има самодоборба, гледате и на Олимпијада излегува мртва ладна, победа двократна олимписка шампионка. Така да сето тоа е резултат на тој напор. И после тоа некаде 2020 во Шведска освои сребрен бронзен медал на Европски президент куп. Пред нас беа, тоест многу силен турнир, пред нас беа само Русија и Америка. И тогаш видов дека он има талент. Меѓутоа почна короната, затворија сали, она веќе беше многу фокусирана дека може да успее да се посвети тотално на спортот и почнавме да тренираме два пати дневно. Во вистински момент самодоборбата била подигната за да не се откаже она. За да не се откаже, да. И бидејќи и време на корона, многу спортисти се откажа во тоа тогаш време. многу се откажа. Мојот клуб доста талентирани и успешни спортисти се откажа затоа што знаете да вежбате во хиподром, па ќе вее снег, па ќе врне или нешто, но вика тренер сакам 2 пати дневно да вежбам. Викам јас сум од 8 сати на работа, викам не знам, треба да почнеме од 5. Вика не ми е проблем. И ние почнувавме од 5 сати сабале, тоа што 2020 пред 5 години од сега. Така да значи резултатот на Олимпијадата не е чиста среќа, тоа е напор вложен цело време. Дури некои од гледачите може да ме видат дека уште од 2016-2017 првиот утрински тренинг ние го правевме на кеот на Вардар. Јас со точак од Маđари одев на работа, во 7 сат децата беа на кеот на Вардар, кондиционен тренинг до 28, ја од 28 продолжам со точак од 8 сат да стигам на работа. Мали дечиња доаѓа уште на кеот, првиот утрински тренинг, понатака втор тренинг, така да многу влог имаше, понатака веќе кога почнавме да тренираме во хиподром, понавеќе беше многу посветена на спортот, смени начин на исхрана, иако кондицијски беше послаба од останатите на прворучен мојот клуб, сега е топ 3 во свет со кондиција. Што е најважно за таеквондото? Ако за кикбоксот мојот господин Маниловски рече дека е најважна кондицијата, што е најважно во таеквондото? Кондиција или? Вака ќе направам една малце поделба измеѓу таеквондо до јуниорска конкуренција и таеквондо сениорска конкуренција. Претходно пред да влеземе ние со Мила во сениорска конкуренција, не се имат сениорски борци, затоа што веќе деца кога ќе стигнат до таму сениорската конкуренција е извонредно силна и ако влезеш на татами не си доволно спремен или фокусиран, ќе те нокаутираат. И тоа е проблемот што во таеквондото, во овие боречки вештини, доколку не си професионален спортист, се откажуваат. Например, за останатите спортисти, или, не знам, пинг-понг, шах или ракомет, и да не тренираш, и да тренираш, пак можеш да излезеш на натурна такмица во таеквондото, тоа не е допустиво. И кога отидовме во сениорска конкуренција, видовме дека тоа е навистина страшна конкуренција и многу силна. Мила во јуниори беше супер, златни медали цело време и на европски првенства и на Г турнири имаше медали се. Во сениорска конкуренција првите 10 турнири првото коло го изгубивме. Година и пол ние не можевме да стигнеме до медал. Тоа е страшна конкуренција. И тоа видовме дека во таа сениорска конкуренција треба 10 тренинга неделно да се работат. Не може како во јуниори 3-4 тренинга неделно. Треба да се посветиме многу и на силина, на експлозивност, на цврстина, треба да се работи фитнес и треба да се работи издржливост и треба да се има широк диапазон на техники, односно да биде надпреварувачот перфектен со сите техники. Да може да удри бокс со лева и со десна рака, да удри со лева и со десна нога, ама сите да бидат перфектно. Значи мора да има компактност. Компактност, комплетност, буквално сите техники, за веќе кога ќе излезе на татами, ние само да можеме да направиме тактика. Со која техника да победиме надпреварачката. За разлика, например, до јуниорска конкуренција, во таеквондото, посебно во кадети, најбитна е само висината. Долга нога ги држат на дистанца. Децата не можат, они немаат толку време и искуство да направат како тоа да го блокираат, па да влезат во кленче или нешто. Тоа е најбитно таму, па е и јуниорска конкуренција. А во сениорска конкуренција ние сме тепале надпреварувачки 2 глави повисоки од нас и глава повисоки од нас. Битна е цврстината, експлозивноста и сенсот и ударите пред се тактиката. Така да сме добивали многу борби, например, чисто само со удар
со рака. Моментално можам да ви кажам дека Мила е број 1 во светот со удар со рака. Буквално од чиста позиција, без никаков гард, влага, бам, во клуб зима поени, огромна експлозивност. Ама тоа така беше, тоа го развивме за време на ковидот, кога вежбавме во хиподром на бетон и се појавија плускавци на нозете и ќе болеа нозете, не можеме тренираме, што ќе правиме? Ајде, ќе вежбаме бокс, рака, стега на шипката за тениски терен што беше таму, стега и цело време пола сат после тренинг, бокс, вежбавме само за да... Меѓутоа тоа па го совршиме перфектно, па ни донесе после многу резултати. Така да за теквондото е битна висината, долга нога до сениорска. Од сениорска конкуренција натака веќе се бара комплетност се. Каков беше патот до Олимпијадата? Ајде малку за тој пат изоден од ваша страна. Значи 2020 година, кога веќе 2021 година Мила прв пат влезе во сениорска конкуренција, 2020 немаше турнири за време на ковидот и тогаш требаше да се абсорбираат поени за да се влезе во први 5 на олимписка ранкинг листа. Меѓутоа тогашното бодување на Светската теквондо федерација беше дека се бодуваат последните 4 години. Мила влегува во сениорска конкуренција, а пред нејзе имаш 4 години сениори кои што имаат поени од последните 4 години. Тоа веќе од Џоковиќ ги има поените од претходните. Сега некој да влезе и злато до освои турнири и прво место не може да се стигне. И тоа беше голем хендикеп што ние прв пат влегуваме во сениорска конкуренција, ни треба години по да освоиме прв бронзен медал, потоа нанижавме ред медали, второ да го освоиме тие поените. Трето е што имаше турнири каде што се нарекуваат Гран При турнири. И тие се 4 пати у текот на годината и таму влегуваат само првите 32 на олимписка ранкинг листа. И ние ќе стигнеме некаде до 36-37 позиција, не сме во тие 32 и не можеме да влеземе во Гран При турнири, а само учество таму носи дополнителни поени и цело време ни бегаат. Цело време ни бегаат и надпреварувачи. Постојат дополнителни поени се освојуваат од светско првенство и од Европски президент куп. Покрај овие нормални ВГ турнири. На тие ВГ турнири максимално што може да ги бодува за олимписки рангинг е 40 поени. Тоа се 4 златни медали или не знам, сребрен медал 6 поени, бронза е 3,60 или така нешто, или 10 бронзи треба текот на годинава да освоиш. 11. И тие максимално 40 ние ги го освоивме, ама ги немаме поените од Гран При, не можевме да влеземе. Па на светско првенство во Мексико направивме добар резултат, 9-та позиција беше. Меѓутоа на следното светско првенство па во Азербејџан, тогаш на русите не им дозволува години пол да надпревари и според рангингот ние имавме добар рангинг, меѓутоа русинката имаше лош рангинг и се паднавме уште прво коло со Лилија Кожина. А не забидов, таа беше извонрена таа и тента кога не победи, јас си реков, викам ти денеска ќе бидеш светски шампион. И така беше. 5 ги победи, беше светски шампион. Ние само успеавме 2 пати да удриме во глава. Меѓутоа не победен, вистина беше добра таа. Сега едва чекаме да сретнеме со неја, зашто сега сме многу подобри и ќе победиме, сигурен сум. И тогаш не освоивме доволно поени. И ние ги бркавме тие Гран При турнири, не успеавме, тако беше системот. Втор начин за се и за 3 години, односно 2 години што ги собираше Мила поените, не може да ги надополни тие 4, посебно не тие што беа на Олимпијадата. Да, значи вие сте се ставиле во цела офанзива за цела офанзива, да, за да се бидете на што повеќе турнири. На што повеќе турнири го освоиш тие поени за да влезеш у први 5. Иако бевме слаби со финансии, доста и наши финансии вложивме, мора да идеш на тие турнири за да да направиш искуство и поени да собереш. Тоа е едниот начин, значи први 5. Вториот начин е на квалификација за Европа. Меѓутоа на тие квалификации за Европа се случи судичка грешка, каде што на Мила одзема 5 поени, еден казан ни дадоа, изгубивме од Холандија. Дури тоа потоа на одредени судиски семинари каде што имаше, буквално го даваа како судиска грешка да ги учат другите суди. Меѓутоа тогаш ние се буневме и не валоризира. И третиот начин е, што е најтежок според мене, е да се добие специјална покана од Светската теквондо федерација на екстра талентиран надпреварувач од цел свет. Од таа конкуренција. И Мила пред Олимпијадата на последните 9 турнири имаше 7 медали. И тие имаше доста успешни, ги победуваше најдобрите надпреварувачки и веќе се насетуваше дека Светската теквондо федерација низината таа специјална покана ќе даде на Мила Релиќ. Беше 9-та на светската рангинг листа, многу добро, успешна и Светската теквондо федерација таа што одлучува на кого ќе даде таа специјална покана. Мила беше единствена од цел свет што доби таа
покана затоа што верува дека може да направи резултат како и што го направи. Така да тука нема никакво влијание, не се оди тоа како што некој тука во Македонија мислеа дека мора некој да оди од Македонија, па ајде како на Евровизија мора да пратиме учесник или не. Тоа не е така. Тоа е вистина, значи само со многу трпна работа, со резултати и заслужено добиена специјална Мала дигресија, Светската таеквондо федерација со седиште во Кореја. Во Кореја. Во Кореја, да. И они имаат таеквондото потекнува од Кореја. И секој нареден председател на Светската таеквондо федерација мора да биде корејанец, затоа што сака таеквондото да го расшират во Кореја и не сака да го направат да биде под влијание на некој бизнис центри или било што, туку да биде едноставно меродавно и чисто и да се развива таеквондото како спорт. И така да секој нареден председател е исклучиво само корејанец. Дали има претензии кон не знам азијските надпреварувачи или нема проблеми со во врска со тоа? Светската таеквондо федерација е навистина многу окей и гледа да се развива таеквондото настекаде подеднакво во светот. Така да за нив е битно и останатите, бидејќи на пример 2000 година, 2004 кога почна таеквондо да оди на Олимпијада, доминира корејанците. Тоа на олимпизмот, нели кој имате некој спорт каде што само одредена земја ги зема медалите, тоа баш и не е дворед. Меѓутоа многу потоа вложи и шпанците, русите, иранците и останатите земји и сега веќе имат олимписки медали од секаде од свет. Имаат доста од африканските земји, тие претежно живеат во Европа, меѓутоа се борат за под некоја африканска земја и таму имате доста медали. Да се навратиме на Милјана, да Светската таеквондо федерација дава валд карта на Милјана и тоа колку време однапред се знае пред самата Олимпијада? Па се знае неколку месеци, нешто како 2-3 месеци сепак треба време за подготовки. Се знае некаде 2-3 месеци пред Олимпијадата, меѓутоа ние од прилика според резултатите, претходно ние во мај месец имавме Европско првенство во Белград, ние секако се спремавме и ние се спремавме без разлика за себе, потоа имаше и други турнири и така. Ние кога дознавме дека ќе имаме специјална покана за Олимпијадата, нормално си направивме план се што како и знаевме со кого ќе се паднеме на Олимпијадата, затоа што таму иде според рангинг. Првиот со 16-тиот, вториот со 15-тиот, третиот со 13-тиот на рангинг. Ние бевме според тој рангинг бевме на 13-та позиција и ние знаевме дека ќе се паднеме со Джей Джонс. Уште 2 месеци пред Олимпијадата според тој рангинг. И ние затоа приправивме, Мила беше премалце како така збунета, прашал ник мораше ли таа. Јас реков супер што е таа. Да. Ние претходно се немавме сретното, ама јас се гледав и анализирав и јас знаев дека можеме да ја победиме. И ние правевме тактика, иако морам да ви кажам дека Джей Джонс нас не беше идол. И Лорен Вилијамс и Бјанка Валден, британките, работат таеквондо, каде што работа во академија, работа со една надпреварувачка со 4 до 5 тренери и индивидуални тренизи. И ние го гледавме британскиот начин на тренирање и ние така почнавме со Мила. Индивидуални тренинзи за да работиме. Кога работиш индивидуален тренинг, тоа е врв на тренинг, нема подобар тренинг од тоа. И на секои 3 до 6 месеци ние правевме план што наредните 3 месеци повеќе да работиме, што ни недостасува. И така да Джей Джонс не беше идол и ние цело време гледавме, анализиравме, ние кога стигнавме со неја да се обориме, јас бев сигурен дека можеме да ја победиме. И направивме добар план, добра програма што да работиме. 2 недели пред Олимпијадата бевме со помош на Олимписки комитет на припреми 2 недели на попова шапка, на висински припреми, 1800 метри надморска висина, изолирани нели од секакво влијание негативно и тука се што треба. Земавме тројца надпреварувачи кои што работеа само за Мила, на секој половина минута влегуваа во борба, справивме максимално кондициони, ги работевме тие техники за како ние да победиме. И тоа беше исто така на Мила многу како самодоверба, затоа што на цело време ги гледаше странците. Тренеров, французите одат 2 недели на припреми во Кина, овие одат во Јордан. Ние требаше во јуни месец да одиме во Јордан на припреми. Не вика, да бевме на тие припреми, таму беше Либанката. Ќе анализиравме и ние ќе победевме Либанката на Олимпијада. Либанката е кога во второто коло. Да, изгуби, да. Ние да отидевме на припремите во Јордан, ние ќе победевме, меѓутоа немавме финанси. И тогаш немавме никакви финанси, тоа беа околу 4-5 евра и не можевме се допуштиме толку нешто да направиме. Добевме таму, ние веќе имавме олимписки медал донесено до сега. И од кога ги направивме тие припреми на шапка, Мило отиде со апсолутна самодоверба дека таму може да победи било кој.
бидејќи за подготовките се потребни и сали, во тоа време имавте проблем со спортска сала и со тренирање, баш пред во очи Олимпијадата. Освен на Попова шапка, каде се припремавте? Значи, во таа сала во Рамовски Борче, че теквондо ни работиме од 1994 година. 2001, потоа 2008 година јас работам во таа сала во клубот и континуирано, значи веќе колку 17-18 години цело време. Меѓутоа има проблем за преку лето, затоа што школата не работи и не ја изнемуваат салата, односно само училишните сали, големата спортска сала на екипните спортови, таа ја изнемуваат може. Имаше пред 2-3 години еден градоначалник на Гази Баба, тогаш дозволи некако, потоа следната година повторно дозволи, за предминатата година жените кои што работат таму според нивен колективен договор не треба да имаат втора смена во текот на летното време, не сме да се даде клуч на надворешно лице да се користи салата, било што, и едноставно не можевме да ја користиме салата. Минатото лето се навративме. И сега повторно одиме ние пред Олимпијадата. И седнам со директорката на школото, со училиште, со наставниците. Океј, кажете кое е решението? Ние одиме на Олимпијада. Тук имаме средства се вложено во салата, нас ни треба сала 24 часа да можеме да влеземе да тренираме. Не е проблем, ќе си платиме највисока кирија плаќаме таму и се е подмирено изминати 18 години. И ние си имаме одличен однос, ферски однос со училиште. Меѓутоа ни велат, според закон ние не смееме да ведеме салата за користење. Океј, пратив допис до градоначалникот на Гази Баба, до тогаш министер за спорт или нешто, немаш одговор. Ние треба да имаме Олимпијада, немаме сала. Се молиме да одиме во некој фитнес центар, во било што, па ќе ни дадат саат време, 45 минути, нас не треба 2 сати, 3 сати сала за Олимпијада, се собираме. И тоа беше момент каде што навистина се изнервирав, морав медиумски да направам притисок, па потоа со медиумски притисок, па повторно една недела ни помага тогаш министер за спорт Борко Ристовски, прати допис до градоначалникот Богдан Стефковски, потоа до училиштето, повторно училиштето имаш отпор да не дадат салата. Па на крај некако ајде ни дозволија салата да тренираме пред Олимпијадата. Само што се вративме од Олимпијадата, салата беше затворена. И сега денес повторно ние после 8 часот не можеме да користиме салата. За викенди не можеме да користиме салата. Сега моментално договорот ми стекол на 31 мај и од 1 јуни повторно нема да имаме сала. Моментално ни дало една просторија во Јане Сандански. Кажи со која стопенисува Македонски олимписки комитет, така да имаме таму околу 50 на квадрати и таму тренираме, меѓутоа тоа е добро за Милет и за Коријан. Меѓутоа, за малите деца, кои што имам 13-14 годишни, кои што се од маџари и кои што се таленти, они секој ден доаѓаат до аеродром. И на сала тоа нема да се случи. Си имаат врски или родителите да ги носат, кога би тренирале ние во маџари, тие таленти би тренирале со Мила и тие би направиле многу подобри резултати. Така да ете тоа повторно идува некој таков проблем и повторно ќе апелирам денес кај институциите. Од твоја тренерска гледна точка, Мила беше ли 100% спремна за Олимпијадата? Апсолутно. Апсолутно беше 100% фокусирана, спремна. Претходните година турнири, на некои битни турнири, по недела, по 2 недели се исклучува од социјални мрежи, буквално ги блокира, нема никакво. За време на турнирите го исклучува телефонот скроз, се фокусира само на тоа да не е дефокусирано. За Олимпијадата беше во апсолутно одлична форма и психофизички и секако. Пристигнавте пред време на Олимпијадата во Париз? Ајде малку за Олимпијадата, за целото тоа искуство ваше. Па вака, на Олимпијадата искрено јас мислев ние некаде да отидеме 2-3 дена пред теквондото турнирот. Меѓутоа потоа ни кажа дека Милијана ќе биде знаменосец и требаше да се отиде, па да се вратиме, а второ е многу подобро таму да се аклиматизира на воздухот. Сме биле ние во Мексико на светско првенство, 3-4 дена порано сме деле да се аклиматизираме и сите тие услови. И од работа тогаш мене ми дозволија, многу сум благодарен на медицински факултет кој што излезе во пресред како национална делегација да ме ослободи за да бидам таму 2 недели со Милијана и со цел олимписки комитет. И таму условите беа одлични за тренирање во Париз и второ самата атмосфера, кога си 2 недели таму, кога ќе ги види сите надпреварувачи, цела светска класа, елита, како тренира, перфектни сали, се услови за вежбање и тоа мислам дека беше клучно што тоа таму бевме и ни даде дополнителен мотив и шанса како да влеземе да се надпреваруваме. И не само тоа, туку самата таа
Јас искрено ви кажам, таму имавме поголема поддршка од цела Франција, отколку пред да поедеме од Олимпијадата тука од Македонија. Ние одиме по улици, не гледаат од Македонија со олимписки значиња. Не поздравуваат луѓе, не гледаат постари луѓе, повозрасни. Имаше еден Грк уште од 50-тите години преселен од Грција, воопшто не беше проблем, ние дека сме од Македонија или било што. Не поздравуваше сите останати. Второ, многу бев импресиониран, односно запрепастен на тренизите во спортската сала по теквондо, каде што трениравме, таму имаше многу волонтери од цел свет, претежно тие беа луѓе кои што беа поврзани некако со теквондото. И салата беше перфектна, значи, ти имаш одредена климатизација, имаш тројца-четворица волонтери околу тебе, трчаат пешкири, води, било што, оклопи ти даваат, фокусари, значи, буквално кога тренираме, ние само сидеме, се ни е достапно тука, значи, феноменални услови за тренирање. И за првиот ден одиме ние на закажаниот термин, тројца-четворица волонтери, колку што ни требаат. И не гледаат како тренираме. Вториот ден, гледаме повеќе волонтери. Гледаат како веќе, како фактор. Третиот ден, не гледаат, Македонија, окей, во ред, ве чекаме. Сите 30-40 волонтери доаѓаа да гледаат Мила како тренира за Олимписките игри. Имаше 6 сали паралелно, во тие сали никој не гледаше, волонтерите доаѓа Мила да гледа и он ја препозна и таленти си само рекол колку е добра, ние ќе навиваме за неја. Сега сежам кога ни кажуваат колку сме биле добри и на денот на надпреварот волонтерите навиваат сите за Мила. А баш и претседателот на Олимписки комитет ни вика, Даниел вика, кај успеавме да се најдеме со британката, вика, на секој трет плакети од незе за двократна олимписка шампион. Цела сала беше излепена со незе, да нигде не нема. Меѓутоа волонтерите препознаат талент. И навистина таа поддршка многу ни значеше, кога одевме, застануваа цело време се сликаа со незе, со мене. Неверојатна поддршка имавме на Олимпијадата од таму од луѓето што бе. Во цела несреќа е што уствари се паднала британката уште во првото коло за да ја вине едноставно Мила. Да, затоа што ние знаевме на како вежба тренира, не очекувавме многу со Либанката се паднеме, ние очекувавме дека со таа што Тајпеј ќе се паднеме, меѓутоа таа изгуби од Либанката. Со надпреварувачко Тајпеј ние се боревме пред 2-3 години во Инсбрук и многу тесно не победена, 0-0 нешто на повеќе тачови, нешто нерешена речиси беше борбата, а сега знаевме дека таа ќе победиме. Ние, меѓутоа таа не помина во второто коло да победеше незе, потоа веќе во полуфинале веќе ќе имавме медали со Иранката, ќе направивме добар резултат. Пред борбата со британката кај Мила имаше трема? Апсолутно не. Не, затоа што ние одиме 15 до 18 меѓународни турнири годишно, многу тренинг кампови со најдобрите и веќе она знаеме дека може да се надпреварува со најдобрите. Тука во Македонија нема она со кого да спарингува. Мора да спарингува со девојки кои што се неизина категорија и се надвор. Често одевме на само за еден тренинг, за 2 тренинги сме одели до Белград, до Софија или до Грција. Имаше една многу добра претходната олимпијада, беше 7 во Трикала. Имаше светска вице шампионка од Солун, соработувавме. Јас ги векав тука по недела дена доаѓа по 3-4 девојки неизина категорија. Тука во Македонија може со машки да се надпреварува, ама не е тоа. Значи треба да се надпреварува и да спарингува само со девојки од неизина категорија. Веќе машкото теквондо е многу поразлично од женското теквондо. Така да за тоа и она кога веќе гледа дека со тие надпреварувачки може да се носи, може да ги победува, а тие се светски вице шампионки и тоа се, кога ти на олимпијадата апсолутно немаше никаква трема. Во исти ден се борбите во таеквондо. Ако не се лажам, борбата беше рано наутро со британката. Па ние бевме во последниот квартал некаде околу 12 сати беше првата борба, втората беше околу 4 сати. Инаку надпреварите во теквондо почнуваат од 9 сати бајле, па траат вечерта до 8 до 9 сати. Буквално се цел ден и навистина се истрпувачки. Например, само вчера ќе ви кажам, Мила беше на надпревар за вчера, односно во Шведска имаше 4 победи, односно 4 борби до финале. И разликата измеѓу полуфинална и финална борба знае да трае на крај само 15 минути. Навистина треба веќе до четвртата борба не може ни да се смири. Например, на Европско првенство до 21 година буквално не беше борба за борба измеѓу четвртфинале и полуфинале. Дај Боже да ја гледаме Мила и во наследниот олимписки циклус. Парис е зад вас и
искуство плюс за тоа што следи. Следи Олимпијадата 2028 во Лос Анџелес. Какви се планувате? Може ли да обезбеди норма Мила до Олимпијада, за Олимпијадата во Лос Анџелес? Апсолутно дека ќе обезбедиме норма и дека може. На тоа работиме. Веќе почна циклусот за собирање на тие олимписки поени за рангинг, иако од Светската федерација направија за следен јуни 2026 сите да почнат некаде од нула, од почетна стартна позиција, само одредени поени да се пресметуваат и после за година и пол да се соберат сите те поени. Меѓутоа овие поени се битни за светското првенство во октомври во Кина, каде што одиме на медал и се надевам дека веќе сум сигурен дека може да освоиме медал и потоа на останатите Гран При турнири. Така да сега Мила е многу поискусна, многу позрела и со многу повеќе самодоверба и сигурен сум дека може да го донесе првиот женски медал за Македонија во историјата. Дај Боже, се надеваме, веруваме во тоа дека може. Бидејќи како што сум запознан, Македонски олимписки комитет дава ние стипендиски олимписки стипендии за обезбедување на норби. Каква е ситуацијата сега со Македонскиот олимписки комитет? Има ли поддршка и вие како клуб и самата Мила како индивидуалец помош, државна помош за обезбедување на што поголеми успеси за Македонија? За претходната олимпијада за во Париз немавме финансиска помош, немавме олимписка стипендија. Месец дена пред Париз префрли околу 100.000 евра што ги искористивме за тие двонеделни подготовки на Попова шапка со останатите тројца надпреварувачи, затоа што тогаш тие стипендии ги давале што 2020 за следен олимписки циклус. Нас ни кажаа дека сега Мила за следните 2028 олимписки игри ќе има олимписка стипендија. Меѓутоа, сега сме мај месец, се уште немаме. Пред 2-3 месеци го сретав председател на Олимписки комитет, ни рече дека ќе биде во текот на годинава. Меѓутоа, тоа не знам, се немаме видено со луѓето, не ни имаат кажано, не имаат повикано, сега за сега ја немаме таа олимписка стипендија. Од државата имаме ваучер од Министерството за спорт и некоја финансиска помош од општина Газибава, така да со тие средства прилика некако функционираме, меѓутоа трошковите се многу. Само за еден надпревар е околу, не знам, за во Шведска се отиде со 3 ноќевања, авионски билети, тренер, надпреварувач, сместување од 1500-2000 евра. А такви надпревари годинава треба да има околу 15 до 18, плюс припреми, плюс плаќање во кондиционен тренер од Сабајле Мила треба да работи 10 тренинга, плаќање на спортска сала и сето тоа, така да изрукува тоа финанси. Олимписки комитет ни помогна со една помошна просторија во Јане Сандански, каде што можеме да користиме 24 часа за тренизите за Мила, што сме многу благодарни. Потоа од приватно спонзорство од сега имаме само од едно место, за тоа треба навистина многу ангажман и од моја страна, трчање и сето тоа со станоци, меѓутоа времето е толку, јас работам на медицински факултет со пациенти, со анализи, поручок одам на тренизи, навистина тоа треба некој друг да го направи. Тоа е маката на индивидуалните спортисти. Јас кога разговарам со нашиот кондиционен тренер Петар Башнарков, он е тренер на Алкалуидно ракометниот клуб и он се чуди како ни индивидуалниците функционираме, бидејќи они тимските спортови, единствено тренерот си доаѓа сала, се има обезбедено и за сместување, и за патување, и за се. Ние индивидуалните спортови се тоа сами го работиме, дури од исхрана, нутриционисти, од било што, па и барање на добра храна и за текот на надпреварите, текот на турнирот таму каде што си во таа сала, па мора да бараме каде има свежа храна, добра храна, за тоа да се на сето тоа мислим и навистина тоа е многу исцрпувачки. Ајде за споредба. Светски шампион во таеквондо има буџет од колку од прилика? Ќе ви направам малку споредба со соседниве земји. Например, во Србија сите тие што се за следен олимписки циклус, сите турнири им се покриени од Олимписки комитет и сите семинари. Единствено треба само да каже на кои семинари, на кои турнири треба да оди и тоа се покриено од нив. Они мислам плюс добиваат стипендија надпреварувачите, така ќе нив функционира. Интересно на почетокот на разговорот да спомнавте од Косово резултатите. Последните 3 олимпијади имаат 5 олимписки медали во џудо, индивидуален спорт, боречка вештина. Тренерот вежба во мало градче со 10 надпреварувачи. После првиот, вториот олимписки медал
државата или приватно спонсорство, не знам точно кој, му обезбедил околу 2 милиона буџет за направање огромна сала со хотел за сместување, тука да ги носе на преварачите. А сега после последнава олимпијада, Олимписки комитет на Косово го ангажираше Џалал Кодами, тој е иранец тренер, кој што јас минатата година го викнав специјално само за Мила да тренира пред олимпијадата, недела ден на 2 недели, изводреден тренер, и на последното светско јуниорско првенство во Кореја, во лулката на теквондото, иранската репрезентација ги собра сите медали. Он беше тренер и Косово го ангажираше и за него. Ние соработуваме со него, беше предаден кај нас, сега дека не е тука поблиску, повторно ќе соработуваме и таму се им се покриени сите турнири. Британките, например, они имаат како академија од понеделник до петок, работат од 8 до 5, како работно време со 3 тренери, имаат 4 до 5 тренери, посебен фитнес тренер, кондиционер, нутриционист, спаринг партнери, кои што тренираат со незе, со една надпреварувачка и имаат буџет од прилика околу 8.000 фунти, само како плата име. Тоа надпреварувачка. Друго, се покриено и кога летаат на долги летови, летаат со бизнис класа, затоа што е исцрпувачки. И од тој аспект имаат многу финанси. И ние се бориме против сето тоа и успешно извојуваме победа. За разлика од тука, морам да ви кажам дека ние сме многу тенки со финанси. Имате ли соработка со околни земји, со теквондо клубовите? Некаде 2020 пред да почне Милјана да прави резултати, навистина е многу тешко да отидеш некаде и да речеш сакам да вежбаме со вас да правиме спаринзи. А они се, например, на врвот. А ние сме не толку познати, или, например, Мила немаше тогаш резултати. И навистина благодарам тренер Југослав Настасич од Белград, кој што не се ни познававме, само му пишав, он имаше многу добра надпреварувачка Најца Божаниќ, светска шампионка потоа настана и беше јуниорска светска шампионка. И Мила вика тренерот да идеме кај Надица да вежбаме и ајде, и он рече окей, во ред, дојдете. И тој многу ми помогна со совети како што да напреднеме, ни кажуваше совети што треба за кај Мила да се направи повеќе, како да се работуваме и неколку пати ние бевме таму. Потоа кај на други места кога баравме да се приклучиме во тренинг кампови, не те пушта додека не направиш резултат. Едноставно не можеш ти со месеци да отидеш да тренираш, треба да си некој како него. И навистина беше тешко, така да познанството му од 94-то што сум во теквондото со останатите тренери тука од Балканот, ни тие конекции ми олесна за да можеме да идеме на тренинг кампов. Потоа од кога направивме веќе резултати, сега Мила е канат на тренинг кампови бесплатно, само да учествува на тие тренинг кампови и да напредува. И така да често идеме во Трикала, во Солун, сега има тренинг камп во Софија, во Прага на 2-3 пати, 2 пати беше и чехињата од тука, таа Петра Столбова извондрена преварувачка, неколку пати сретнуваме со незе и сега веќе на тие тренинг кампови веќе препознаваат Мила и слободно може веќе да отидеме, само уште за некои да имаме и финанси. Александар, како за крај, каква е ситуацијата во моментов со таеквондото? После овие успеси има ли поголема заинтересираност кај децата? Има ли таленти? После резултатите на Милијана, пример минатата година, може да ви кажам од теквондо клуб Тигри, бидејќи јас не тренирав со малите деца, имаме околу 7 деца, 8 деца. После резултатот дојде околу 25 деца се запиша. Меѓутоа проблем е што таа сала не можам да користам после 8 сати у Маđари, па ние тренираме во аеродром, јас повторно не сум таму. И така да не можат они да го гледат резултатот на Мила и да напредуваат, тоа е хендикеп. Додека во другите клубови гледам дека навистина имам големо членство, тоа сето допринеси од резултатот и сега на домашните турнири имаме навистина многу број на надпреварувачи. За од меѓународен план ме радува тоа што освен претходно клубот на Дејан Георгиевски од Бутел, сега и ние, сега веќе гледам дека и другите клубови прават резултати на меѓународен план, што и те како ме радува, сега минатиот викенд имаше во Дупница во Бугарија, претежно тоа беа јуниорски на надпревари, меѓутоа веќе освојуваат медали, така да сега навистина теквондото можам да ви кажам дека навистина според таленти, според резултати е број 1 спорт, барем за од индивидуалните и од екипните. И има многу таленти и очекувате многу успеси понатака од нив. Александар, фала многу за обавиот разговор. Ние сме секојаш тука да го промовираме таеквондото и овие индивидуални спортови, ма за да ги покренеме медиумски. Фала ти многу, посакувам многу среќа и
да гледаме Мила Релич во Лос Анџелес 2028. Ви благодарам многу и се надевам дека ќе се видиме таму. Драги гледачи, вие бидете со нас и следниот понеделник. Пријатно.